Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Anastasia und heute sind wir in Skopje und ich habe durch meinen Bruder über Bibi und Bobby erfahren und habe mir gedacht, dass ich mal hierher komme und mir mal anschaue, was es hier so alles gibt, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt rein. Kommt mit. Zdravo! Здраво, здраво! Јас се викам Анастасија и доаѓам од Германија, сум прв пат тука и малку ми е за мене тешко пишувањето и зборувањето и читањето на македонски јазик. Дали имаш нешто што може да ми помогне? Имаме, Анастасија, како не ги имаме најубавите книги од светот на Биби. Еве вака. Да видиме што имаме за Анастасија. Само да го ова. Дојде да ја видиш ова. Ова е првата книга што ја направивме од светот на Биби. И се вика Светот на Биби од А до Ш. И тука ги имаме сите букви од македонската азбука. Wow. Прекрасно направена, со зборови, со кратки реченици, Супер. каде што можеш да ги прочиташ сите интересни работи и да се запознаеш со светот на Биби. Овдека се омилените работи на Биби. Супер. Секоја буква си кажува некој збор кој што е во реченица напишан. Оваа книга ти ја препорачувам. Да. Е исто така многу интересно за да научиш да пишуваш и да читаш е букварот на Биби. Тука можеш да ги научиш печатните и ракописните букви. Заедно со Биби, заедно со Боби. Тука можеш да решаваш исто така и загадки, лавиринти, можеш да направиш многу работи, можеш да ги вежбаш буквите. Значи, прекрасен буквар, Да. каде што се дружиш со ликовите од светот на Биби, а воедно и учиш да пишуваш и да читаш на македонски јазик. Супер. Исто така, тука можам да ти ја предложам и многу убавата книга на знаења. Дали да ја видиш и оваа книга. Во оваа книга можеме да ги видиме оние работи кои што сакаме да ги запознаеме подобро преку македонскиот јазик. Да. Можеме да се запознаеме со местото каде што живеат Биби, Боби, па потоа може да се запознаеме со местото каде што живеат братучедите Миле и Јана. Потоа можеме да се запознаеме со училиштето каде што учат, што има во училиштето, како изгледа едно училиште. Ова е оделението на Биби. Супер. Како се дружат со другарчињата. Значи, сето тоа е направено во оваа прекрасна книга, која што е наречена книга на знаење. Така, тоа е тоа. Потоа имаме една многу интересна книга, тоа е Бонтон за деца. Што е бонтон? Бонтон е на некој начин правила за добро однесување. Како треба децата добро да се однесуваат. Значи, тука ќе се научи што е тоа бонтон, односно правила за добро однесување. Така? Да. Нели ние треба да знаеме како дечињата треба добро да се однесуваат, како треба правилно да се поздравуваат, како учтиво да се однесуваат, како треба да се однесуваат во училници и на училиште, како треба да се однесуваме со другарчињата кога сме дома, кога сме на гости или кога сме надвор. Потоа како треба да се однесуваме и со постарите. Така, тука Биби и Боби исто, Зази и Зина ни кажуваат како правилно ние треба да се однесуваме со постарите, нели? А од другата страна па гледаме како не е правилно, како не треба да се однесуваме со постарите или со другите. Прекрасна книга. Така. Друго нешто што можам да ти помогнам во тој дел за тоа како можеш ти побрзо да го научиш македонскиот јазик е оваа прекрасна друштвена игра која што може да се игра дома со родителите, со другарчињата, тоа се вика на буква на буква. На буква е многу возбудлива авантура. Со Биби и Боби заедно одите во потрага да ги најдете, да се најдат нови и секојдневни животни кои што не ги знаете. Тука има инсекти, птици, цицачи, риби и што уште не. И ќе се откријат нивните тајни карактеристики и навики, како живеат,
една по една, буква по буква, заедно ќе научите многу нови нешта и најважно од се, ќе се забавувате. Супер. Затоа се многу добри овие игри. Вау. Дојди да видиш сега тука, Анастасија, што имаме. Читанката на Биби. Од кога ќе научиш буквите, потоа можеш да почнеш и да читаш. А оваа читанка е прекрасна, каде што може да научиш многу нови зборови. Така? Да. Нови зборови, исто така да вежбаш како се пишува, како се чита. Сето ова го имаш во читанката на Биби. Анастасија, ти колку години имаш? 9. 9 години. Супер. Значи ти си кое оделение? Четврто. Четврто оделение. Сега исто така, тебе кои ти се допаѓаат најмногу од овие книги што ги имаме ние тука? Кои книги ти би сакала, например, да ги имаш? Мене многу ми се свигаат овие, сите што ми ги покажа, или ова веќе го видов. Браво, супер, супер. Ти ќе се враќаш во Германија? Да, уште малца. Па како ќе ги однесеш сите овие книги? Например, ти тоа, нели се многу книги? Па нема место, мислам, дека во куферот за овие сите. Имам идеја. Значи, бидејќи немаш место во куфер, можеме да спакуваме неколку книги што ќе ги собере во куфер, а други книги можеш да си нарачаш и онлайн. Ние имаме онлайн продавница, знаеш? Не. Да, имаме онлайн продавница каде што можат сите овие книги што ги имаме и сите игри од светот на Биби и се што имаме во нашата продавница може да се порача и да се испорача низ целиот свет за сите дечиња што сакаат. И тоа ќе биде многу брзо, за 2-3 дена стигнуваат тие во нивниот дом. Така да можеш слободно што сакаш да си одбереш и да си порачаш од нашата онлайн продавница. Супер. Значи ова све тука што го гледам во продавницата, можам све онлайн да порачам? Да, можеш сте ова што го гледаш тука, можеш да го порачаш онлайн и ќе биде испорачано до вашата адреса дома. Супер. Значи јас имам и помал брат, ама имате уште за него уште нешто? Колку години има? Епа 2 и 3 месеци. Па имаме, како не, ние имаме за сите по нешто. Еве, оваа прекрасна книга се вика Моите први 100 зборчиња и е наменета за помалите дечиња, каде што можат да ги гледаат, да ги запознаат ликовите од светот на Биби, но исто така и да запознаат и да ги научат зборовите, да ги кажуваат правилно. Ова е татко, мајка, девојче, момче, баба, дедо, бебе. Така? Ова е дрво, ова е трева, ова е бубачка, лист и така натаму. Значи овде се најважните работи кои што треба да ги знае едно детенце кое што треба да ги научи. Супер. Така, исто така ги имаме овие прекрасни книги каде што дечињата може да се запознаат со овошјето, може да се запознаат со зеленчукот. А ова? Да, мојот дом, тоа се предметите кои што ги имаме во нашиот дом. Предметите кои што најчесто ги имаме. Значи кукла, мече, топка, автомобилче, имаме боички, ова е книга, ова е кревет, маса, стол и сите други работи кои што ги имаме во нашиот дом. Исто така имаме и интересни служувалки. Овие се многу интересни служувалки и се наменети за мали дечиња. Се направени од картон и се целосно безбедни. Значи овие се отвараат, потоа се редат точно за да можат нели дечињата да го добијат на крајот ликот. Со тоа ги вежбаат и своите графомоторни способности. А ова што е? Да, тоа е интересна книга каде што Биби и Боби одат на заболекар и на Боби треба да му го прават запчето. И сега бидејќи најчесто децата ги страф од заболекар, кога сакат да отидат, Биби и Боби кажуваат дека на заболекар не е страшно да се оди. И дека треба да се чуваат запчињата, да се мијат запчињата, а кога ќе отидеме на заболекар, значи не треба да се плашиме, бидејќи секогаш има начин како да се справиме со болката. Да. Така?
Еве го Боби веќе му го извадија запчето, првото запче на Боби, и Боби е насмејан и среќен, не се плаше сега и знае дека заболекарот е добар чичко. Значи секогаш заби миење. Секогаш заби миење, точно за да не дозволиме да ни се расипат запчињата и после да не болат. Тука имаме исто така книги каде што можат да учат за дивите животни да се запознаат, да ги запознаеме со питомите животни и да ги запознаеме со сите превозни средства кои што ги користиме. Анастасија, ти одиш на училиште, така? Да. Сакам да ти покажам нешто сега, дојди да видиш. Ајде. Дали ќе можете да ми кажете што прават тука децата? Децата тука се забавуваат и учат. Тоа е најважниот момент. Кога ќе дојдат дечињата тука, заедно со учителката, во оваа прекрасна училница, учат по програмата на IQ Up. Заедно со Оливер. Оливер е новото другарче на Биби и Боби. Го знаеш? Да. Да. Оливер е 10-годишно момче кое што се досели пред некое време во малото на Биби и Боби и сега им е другарче. И заедно со Оливер тие прават експерименти, учат за многу нови работи, вежбаат математика, вежбаат програмирање и сите други работи што им се потребни. И многу е забавно. Прекрасно е. Ама децата тука што доаѓаат, колку години имаат? Па имаат од 7, 8, 9, 10 години, 11 години, зависи во која група се и што сакат да научат. Значи јас имам 9 години, дали ќе можам и јас од Германија, значи тоа да го правам децата тука што го прават? Да се приклучиш од Германија? Да. Имаме ние една многу интересна едукативна програма, се вика Бибиверзум, но таа е наменета за помалите дечиња, до 6 години. IQ програмата е направена со физичко присуство, да дојдат дечињата тука, да си играат, да се забавуваат и да учат. Во моментов сега работиме и на онлайн програма IQ, така да во догледно време би требало да можеш, Анастасија, и ти да се приклучиш од Германија, да Супер. видиш дел од нашиот прекрасен свет, светот на Биби. Супер, значи јас тука веќе ги видов столчињата, дали ќе можам да седам? Може, Многу да. Интересни столчиња има. Да. Знаеш дека се вадат овие топките? Може да си седиш, а исто така може и да си извадиш топките. Знаеш? Супер. И јас сакам такви. Тука е све навистина многу убаво, ама дали би можеле Биби и Боби да дојдат кај нас во Германија? Па може, но како? Например, ти знаеш добро германски да зборуваш? Да. Супер, јас имам една идеја. Мислам дека можеме да ги научиме Биби и Боби, да ги научиш ти, Анастасија, да зборуваат германски. Што мислиш за тоа? Да, тоа би било навистина убаво. Тогаш ќе можат и тие што живеат во Германија да научат да ги гледаат Биби и Боби, да се дружат со светот на Биби заедно. Значи Биби и Боби многу сакат да учат. Посебно сакат да учат други јазици. Они веќе знаат неколку јазици. Научија азбуката, ја научија азбуката на српски јазик, ја научија азбуката на шведски јазик, ја научија на албански јазик. Сега ќе ја научиме азбуката и на германски јазик. Може. И потоа ќе можат да се дружат и твоите другарчиња и пријатели и тие што ги познаваш, што не ги познаваш, да се дружат заедно со светот на Биби и да им го покажеме овој голем и прекрасен свет. Може. Важи? Супер! Анастасија, имам уште нешто да ти кажам. Што? Многу интересно. Да. Имаме страна, се вика bibi.mk. Тука може да дојдат сите дечиња и родители и да ги гледаат сите видеа кои што ги имаме поставено на нашиот видеосервис. Тука можат да учат со Биби, можат да ги учат буквите, можат да ги учат броевите, можат да ги гледаат сказните, можат да ги слушаат песничките, имаме видеа кој прашува, не промашува, во светот на емоциите, моите омилени места. Сето ова можат да го гледаат на нашиот едукативен канал. Тука може да се регистрираат и сите видеа да ги гледаат.
Leute, ich hoffe, ihr habt Bibis Welt kennengelernt und dass Bibi und Bobby bald Deutsch lernen werden und zu uns nach Deutschland kommen und dass ich Lesen und Schreiben auf Mazedonisch lernen werde. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein kostenloses Like und ein Abo von euch freuen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, bis bald.